По пожарот во Институтот за урбанизам, вработените се сомневаат дека пожарот е подметнат. Пензионерите спортуваат, младите си заминуваат. 61% од младите размислуваат да заминат од Македонија. Струјата сега нема да поскапи. За 3 години повисоки сметки за 25%. После гевгеличани и кавадарци сака референдум за рудници на Кожув. Добро вечер, информативен магазин на ТВ21. Пожарот кој вчера ги зафати бараките на поранишниот Институт за урбанизам на Скопје уништи голем дел од урбанистичката историја на Скопје. Поранишните вработени во општина Карпош се сомневаат околу причините на пожарот, велејќи дека е можно пожарот да е подметнат, додека од МВР не даваат информации се додека истрагата целосно не заврши. Пожарот кој вчера ги зафати бараките на поранешниот Институт за урбанизам на Скопје ја уништи макетата на градот и многу урбанистички документи кои датираат од 1963 година. Вака сведочат пред камерата на телевизија 21 поранешните вработени во овој институт. Катерина Насуличева, како една од најстарите поранешни вработени во институтот, се сомнева околу причините за пожарот. Меѓутоа не ми е јасно да може во бел ден да се случи тоа. Ние толку често овде сме поминувале, толку не можеш да не поминеш и негде кај што си поминал сите години од почеток до крај на работниот век, да не се свртиш да видиш. Ако таа макета е уништена, тоа би било штета. Тоа е една реликвија на заводот и ако се уништени плановите кои што постоева во завод, и тоа е многу опасно и не е фер ако не биле заштитени. Во меѓувреме од општина Карпош изразија загриженост во врска со причините за пожарот и бараат од Министерството за внатрешни работи да изврши детална истрага. Контактирани од страна на телевизија 21 од СВР Скопје не даваат информации околу случајот. Велат ке зборуваат откако ке заврши истрагата. На веб страницата на Државниот архив пишува дека инспекторите посветуваат посебно внимание на условите во кои се чуваат документи кои се во сопственост на Република Македонија. Согласно Законот за архивски материјал, една од основните надлежности на архивот е да обезбеди заштита на јавниот архивски материјал кој е во сопственост на Република Македонија и да го преземе на трајно чување во законски определените рокови. Затоа во текот на инспекцијскиот надзор, инспекторите од Државниот архив посебно внимание обрнуваат на условите во кои имателите ги чуваат и ги заштитуваат документите. Професорката од Институтот за политичко-правни истражувања Мирјана Најчевска вели дека документацијата почнала да се уништува од порано. Институтот предупредувал за мизерната состојба, но според Најчевска компетентните органи никогаш не презеле ништо околу тоа. Оттаму цело време течеше вода и едноставно ние неколку пати реагиравме и во општината и пријавивме до водовод и до полиција дека бараките се потполно запуштени и дека нешто многу лошо се случува. Меѓутоа никој не интервенираше. Таму бе урбанистички планови од изградбата на Скопје после земјотресот, значи историски архиви за плановите за натамошен развој на Скопје. Документите кои се постари од 20 години се даваат на долготрајно чување во Државниот архив. Во бараките на поранешниот Институт за урбанизам имаше урбанистички планови и други документи дури од 60-тите години. Дали ги зеле под нивна одговорност или не, не добивме одговор од страна на Државниот архив. Истите се очекува во понеделник да одговорат на нашите прашања. Просториите кои некогаш се користе од страна на институтот денес се во сопственост на акционери кои денеска беа недостапни за нашето истражување. Денеска заврши протестот на родители на деца со посебни потреби кои од четвртокот кампуваа во паркот Жена Борец наспроти собранието во Скопје. Тие вчера остварија средба со членови на политичките партии и добија ветер в грб за подобри денови. Како што дојдоа, така и замина. Тивки мирни, родителите на децата со посебни потреби по 3 дена кампување во паркот Жена Борец ги спакуваа шаторите. Се надеваат дека постигна една цел да бидат чуени и видени од како што велат институциите кои не ги забележуваат нивните деца. По изразот на лицата забележавме доза среќа и зголемен оптимизам дека од понеделник некој ќе затропа и на нивната врата. Целта ја остваривме.
Ние сме задоволни, дојдоа сите политички партии, пружија рака сите, мислам дека на еден начин ги обединивме. Следниот месец пак ќе бидеме тука, има ветувања за нашите барања дека ќе почнат да се реализираат, меѓутоа не веруваме веќе на ветување. Додека не почнат да се реализираат, ќе бидеме тука. Инаку денеска во паркот Жена Борец продолжи собирањето на потписи за поднесување предлог измени на законите што ги третираат проблемите на оваа категорија граѓани. Стотици граѓани ја дадоа својата поддршка за децата со посебни потреби. Освен голем број на здруженија и политичари, децата денеска беа посетени и од мотоклубот Вепар. Овдека се собравме да даеме максимална поддршка и на родителите, и на децата, и пак ќе дојдеме, али следниот пат ќе дојдеме во уште поголем број. Мислам дека крајно време е да се сетат институциите и целата држава. Родителите на децата со посебни потреби нема да се откажат од своите барања. Тие ќе доаѓаат секој месец по 3 дена, се додека не се формира нова влада која официјално ќе го исполни она што тие го бараат. Родителите не треба да го одложуваат вакцинирањето на децата со вакцината против морбили, рубеола и паротит, позната како МРП, бидејќи таа е квалитетна, проверена и безбедна и со години се употребува, вели министерот за здравство Никола Тодоров. Од друга страна, Зоран Мјалков тврди дека по вакцинирањето неговото дете добило аутизам. Сите вакцини кои се увезуваат во Македонија задолжително треба да се во календарот и да се одобрени од Светската здравствена организација, изјави министерот за здравство Никола Тодоров на денешното одбележување на Светскиот ден на имунизацијата. Тој вели дека опаѓа бројот на вакцинирани деца од морбили. Станува збор, како што кажав, за сериозно заболување кое што брзо се шири и еден случај може да за кратко време да предизвика голем број на случаи. Особено летниот период е критичен, кога условно кажано може и да се увезе ова заболување, затоа што има поголема фреквенција, повеќе патување на луѓето. Зоран Мјалков има дете со аутизам. Тој тврди дека по вакцинирањето неговото дете почнало да има проблеми. Тој вели дека фармацевските компании се моќни, па затоа не може да направат ништо. Кај нашите деца после вакцините се случи проблемот. Сега, бидејќи нели, за се треба факти, а не сме научници, нели има две теории. Една е дека е од вакцините, втората е дека е генетска, ама јас викам еви да е генетска, вакцините се тригер фактор. Пред една година родители противници на вакцината ДТП поднеле кривична пријава до обвинителството против Министерството за здравство во која обвинуваа дека повеќе години на бебињата им се давале нерегистрирани вакцини произведени од Бугарскиот институт и истата не е заведена во Светската здравствена организација. Тие тврдат дека нашето министерство ја набавувало со години само заради тоа што била поевтина. Никогаш не се случило Македонија да увезе или да стави во промет вакцина која што не е на листата на Светската здравствена организација, односно која што ги прошла сите ригорозни контроли на Светската здравствена организација и одобрена за користење од Светската здравствена организација. Станува збор претежно за вакцини кои што се од земји од членки од Европската унија. А во Европската унија од 27 земји во 15 е задолжително, а во останатите земји дел од вакцините се задолжителни, а дел се препорачани. Задолжителни се полиото и тетанусот. Сепак, свеста на родителите во европските земји е на тоа ниво што, иако не е задолжителна, тие можат да ги вакцинираат своите деца. Во Македонија, 80.000 дози од 5-валентните и 6-валентните вакцини се искористени. Нема никаква статистика за тоа колку деца не се вакцинирани. Семејството Калјиши веќе 8 месеци живее во студентскиот дом Томе Стефановиќ Сенич, поради тоа што во поплавите на 6 август минатата година им се уништи домот. Во емисијата Јас сум тука, Азисе Калјиши јавно бара помош од институциите и од граѓаните. Во оваа куќа живееше Азизе Калјиши со својата ќерка пред поплавите на 6 август. Таа во овој момент живее во студентскиот дом Томе Стефановиќ Сенич и се плаши дека може да заврши на улица поради тоа што владата веќе не го финансира нивниот престој во студентскиот дом. Таа вели дека 20 дена по поплавите ја напуштиле куќата по лекарска препорака, поради тоа што влагата почнала да влијае врз нивното здравје. Единствен приход на ова семејство е пензијата која што Азисе ја наследила од сопругот. Nuk di shka bëj, nuk di ka shkoj.
Не знам што да правам, ни тука и да одам. Јас сум болна од срцето поради тоа што ме болат нозете, не можам да одам многу. Имам диабетес и масноти, имам проблем со бубрезите и исто така имам висок крвен притисок. Керката е невработена, а со една пензија не можам да градам куќа. Таа вели дека со 2000 евра кои ги добила од власта како обештатување, не може да ја реновира куќата. Водевме нормален живот. Не сакам луксусно, сега немам ни куќа. Најважно ми е да имам кров над глава, не сакам ништо друго. Азисе се надева дека некој ќе излезе во пресред само да има кров над глава. Водени од поговорката во здраво тело, здрав дух, 10 пензионери од општина Аеродром покажаа дека и покрај возраста можат рамо до рамо да спортуваат како и помладите. Но сепак тие се жалат на ниските пензии и заминувањето на нивните деца и внуци во странство. Водени од поговорката во здраво тело, здрав дух, 10 пензионери од општина Аеродром покажаа дека и покрај возраста можат рамо до рамо да спортуваат како помладите, но сепак тие се жалат на ниските пензии и заминувањето на нивните деца во странство. Јас и сопругата сме пензионери, ние до 20 имаме, после 20 немаме динар. Веќе јадеме од наредната пензија, бидејќи имаме право една пензија и плюс една пензија. Тоа не вади, иначе кога било правилно, да речеме, во март по завршна сметка, тогаш би било друга, стандардот би бил добар. Имам 3 внуци. Еден, не, студираат. Дали планираат да останат во Македонија или да се? Па не знам тоа да ви кажам сега, не знам. Да учат, да завршат. Па тоа е нивна желба. Од друга страна, денеска имаше отворен ден за идните студенти на факултетот за електротехника и информацијски технологии ФЕИД. Лиридона Лужа е една од заинтересираните за да се запише на овој факултет. Таа вели дека кога би имала можност, повеќе би сакала да студира надвор од Македонија. Prej tash në shkollë të mesme jam në drejtimin matematikor, çdo herë më kanë pëlqyer lëndët teknike, shkencore dhe robotika mendoj që është drejtim shumë interesant, është perspektiv dhe ndoshta do të regjistrohem, nuk jam ende e sigurt. Владо е трета година на овој факултет и вели дека Македонија има дефицит на инженери. Тој смета дека младите имаат добра можност да најдат работи во Македонија. Многу студенти да имаат одредени идеи и има цел да го продолжат своето образование надвор од државата или да конкурираат на некој од надворешните пазари. Новата анкета на Македонскиот центар за меѓународна соработка покажала дека 39,2% од македонските граѓани трајно би се иселиле од државата. На таков чекор најмногу размислуваат младите 61% на возраст од 15 до 24 години, а годинава околу 160.000 граѓани веќе почнале да се подготвуваат за напуштање на Македонија. Само 4 бебиња повеќе е разликата меѓу 2015 и 2016 година во општина Неготино. Ова општина веќе 4 години доделува купони од 7.000 динари за родителите за првото и второто дете, а за третото дете сумата изнесува 14.000 динари. Но и покрај овие средства граѓаните велат дека условите за живот во општина Неготино се лоши за да има пораст на населението. Неготино општина во Централна Македонија дава финансиски средства за стимулирање на наталитетот. За едно новородено бебе, родителите добиваат купон во износ од 14.000 денари. Според Заводот за статистика, бројот на новороденчиња во општина Неготино стагнира. Во 2015 година биле родени 201 бебе, а во 2016 година само 4 повеќе. Председателот на општина Неготино господинот Ванчо Апостолов не го најдовме во неговата канцеларија за да ни објасни околу доделувањата на купоните за новите родители и за тие кои добиваат трето дете. Со доделување новие купони општина Неготино почна од 2013 година со цел да го стимулира наталитетот. За граѓаните на Неготино, стагнацијата на наталитетот во оваа општина се случува поради тешките економски услови и поради емиграцијата на тамошните жители. Во цела Македонија, во сите градови е истото. Ако е околу тоа прашањето и ако Неготино општината, ако има таква цел, ако зацртале, тоа е многу позитивно. Баш и другите општини би можеле на тоа да се огледаат. И сигурно ќе придонеси, да речеме, за наталитетот, кај
кај македонците. Сепак условите треба да се подобри, да има поечку пара, послободно се живее. Малку пари, поестегнато. Според Заводот за статистика, ако се спореди 2014 и 2015 година, бројот на новородените е намален за 521 или за 2,2%. Владата на Република Македонија вечерва ќе одржи воредна седница заради првичното согледување на последиците од временските непогоди, проследени со ниски температури и мразеви што претходните 2 дена ги зафатија овоштарските региони во Преспанскиот регион, каде родот речиси целосно уништен, Делчевскиот регион и Малешевијата во Источна Македонија, како и Охридско-Струшкиот регион. Посредбите со преспанските овоштари увид во состојбите на овоштарниците извршија заменикот министер за земјоделие Ванчо Костадиновски, а се најавуваат повеќе владини и општински мерки за облажување на последиците. А во Преспа денеска беше пратеникот на СДСМ Љупчо Николовски, кој обвини власти и Министерството за земјоделство дека иако и лани настанаа штети на јаболката, тие не им ги исплатиле штетите на луѓето погодени од невремето. Вети дека, како што рече тој, новата влада ќе преземе одговорноста да го реши проблемот на овоштарите низ земјата. Иако почна садењето на тутун, земјоделците се жала дека не ги добиле ветените субвенции. Тие велат дека тутунот им се расипува поради недостаток на вештачко ѓубриво, а се жалат и на ниската цена на тутунот. Од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој велат дека се уште ја подготвуваат листата на лица кои имаат право да земаат субвенции. Од почетокот на месецот започна садењето на тутун. Овој земјоделец од општина Студеничани планира да засади 4 хектари тутун, но се жали дека тутунот му се расипал. Веќе 4 пати го прскам тутунот, но пак ми се расипува, не знам што да правам. Господинот Зекирија Шабани вели дека веќе 2 месеци чека да земе субвенции, иако ги исполнил сите барања за да добие субвенции. Не сум задоволен поради тоа што минатата година во ова време ги потрошивме парите од субвенциите. Субвенциите доцнат веќе 2 месеци. Не е голема сума, но сепак ни помага малку. За 4 хектари јас треба да фрлам 1000 килограми вештачко ѓубриво, а оваа година слабо стоиме со парите. Доколку не му фрлам на тутунот ѓубриво, мислам дека годинава ќе имам помалку тутун. Од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој велат дека право на субвенции има секој фармер кој има предадено количина на тутун врз основа на склучен договор и истото количество да биде предадено во едно од откупните предпријатија во земјава. Изготвени се списоци за исплата на субвенции за тутун од 2016 година, реколта во износ од 25 милиони евра. Истите се доставуваат до Управата за јавни приходи, каде што во најкосможен рок ќе се провери дали има должници или не за секое земјоделско стопанство поединечно. После оваа проверка следува изготвување и подпишување на налози и нивно доставување до Трезорот на Република Македонија, со што обврската на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој завршува. Производителите на тутун бараат од државата да исплати реална цена, а не како досега за 1 килограм тутун цената да се движи од 1 до 3 евра, додека една кутија цигари чини 2 евра. Ние заминавме од ова село со порака од земјоделците дека нивната посветеност во оваа област во наредните години ќе се плаќа врз основа на придонесите. Незадоволните земјоделци во вторник излезат на протести во знак на револт поради неисплатените субвенции. Тие најавуваат блокада на неколку патни правци во земјава. Не отстапуваат од барањето за средба со министерот за финансии Кирил Миновски, од кого сакаат одговор зошто не им се исплаќаат парите. Пробиени се сите рокови, а земјоделците го изгубија трпението бидејќи сезоната е во тек и почвата не може да биде обработена, изјави Зоран Борисов од Сдруженијето на оризопроизводители.
Струјата нема да поскапи, тврдат надлежните. Дел од енергетските компании завршиле со присметки на нивните трошоци, а дел се во финална фаза. Откако ќе завршат, ќе ги достава до регулаторната комисија за енергетика, па според извештаите, таа ќе го даде последниот збор. По забележително поскапување на струјата се очекува за околу 3 години, кога во целост ќе се либерализира пазарот со електрична енергија. Инаку по 13 пат државата им дава шанса на хидроелектраните Чебрен и Галиште. Купената скапа струја на почетокот на годинава нема да поскапи електричната енергија, уверува директорот на Елем Христијан Мицкоски. Пресметките на Елем покажале дека интервентниот увоз кој се случи во јануари не ја нарушил финансиската кондиција на компанијата, па затоа Елем до регулаторната комисија за енергетика нема да достави зголемени трошоци за оваа регулирана година, што е услов за корекција во цената на електричната енергија. Нема да бараме зголемување на цената и покрај тоа што на почетокот на годината купивме скапа струја, потоа купивме ефтина струја, извезовме јануари, ноември, декември, ќе се обидеме да го направиме истото тоа во периодот до јуни месец. Но освен производителот на струја Елем, своја пресметка до регулаторот треба да достават и Ева на Македонија, како и Мепсо. Се уште ги правиме пресметките и во моментов не можеме да излеземе со официјални информации, велат за ТВ21 од Ева на Македонија. Согласно законот за енергетика, сите енергетски компании од Македонија имаат обврска да поднесат трошоци до регулаторната комисија за енергетика. Ева на Македонија се уште нема поднесено свој извештај. Позначително зголемување на цената на струјата е најавена за 2020 година, кога во целост треба да стапи либерализацијата на пазарот на електрична енергија. А првично надлежните уверуваа дека со воведувањето на либерализација на трговија на електрична енергија, граѓаните ќе добиваат пониски сметки. Но последните информации од овој сектор велат дека за 3 години, кога и конечно треба да заврши целиот процес на отворено тргување со електрична енергија, доколку граѓаните се одлучат на овој принцип, ќе добиваат сметки повисоки за 25%. А една од најболните точки на македонскиот енергетски систем е зависноста од увоз на електрична енергија. Само со инвестиции во обновливи извори на енергија и изградба на нови производствени капацитети, состојбата може да се подобри, па така државата повторно ги враќа во игра Чебрен и Галиште. Ова е 13-ти обид да се најде концесионер кој ќе ги гради овие хидроелектрани. По серијата неуспешни обиди да се најде инвеститор, од Елем откриваа дека 30 на компании понуделе решение за изградба на енергетските проекти. Овој пат драстично ќе бидат изменети условите и пристапот во распишувањето на тендерот, се со цел поголема слобода на потенцијалните концесионери и реализација на проектот. Правата на новинарите не се доволно заштитени во Македонија и има многу случаи на кршење на правото за слободно известување, велат од новинарската фела. Според директорката на Македонскиот институт за медиуми постојат сериозни проблеми и предизвици од аспект на заштита на правата на новинарите. Новинарите не се доволно заштитени во Македонија и има многу случаи на кршење на правото на слободно изразување, велат од новинарската заедница. Според директорката на Македонскиот институт за медиуми, постојат сериозни проблеми и предизвици од аспект на заштитата на правата на новинарите. Предизвиците се големи од аспект и на познавањето на судиите и на другите правосудни органи, поглед на примената на принципите и стандардите на Европската конвенција за човекови права, од аспект на имплементација на делот кој што се однесува на слободата на изразување. Председател на комисијата за жалби при СЕМ Мирче Адамчевски вели дека има случаи каде што новинари поради недостиг на саморегулација се судати за клевета и навреда со казна и до 25.000 евра. Според него саморегулацијата е еден од начините за заштита на новинарите од јавноста и на јавноста од новинарите. Адамчевски вели дека 1/4 од представките до Советот се стигнати после изборите на 11 декември 2016 година. Така од 200 представки, дури 50 се поднесени после изборите. Најчесто се прекршува кодексот на новинарите. Загрижува она што го објавуваат тие медиуми кои што јат кај нас на тапет, станува збор за говор на омраза, станува збор за дискриминација по разни основи, политички, етнички, дискриминации на малолетници. Потоа се има удар врз приватноста на
поединците, но најмногу се нарушува членот 1 од кодексот, каде што се зборува дека новинарот мора, кога ја работи својата работа и кога ќе го прави извештајот, да има најмалку 2 страни или Инаку за правната заштита на новинарите согласно меѓународните стандарди и домашното законодавство, во Маврово се одржа дводневен семинар на кој се дискутираше што треба да се преземе во случај да биде загрозено правото на изразувањето. Оттаму препорачаа дека судот при одлучување за случаи со новинари треба да ја земе во предвид практиката на Европскиот суд за човекови права. Во вчерашното издание на дебатниот магазин Клик Плюс соговорниците дебатираа на темата СЈ меѓу кусите рокови и обструкциите. Соговорниците уште дебатираа и за тоа каква е судбината на специјалното јавно обвинителство, институција основана со политички договор, поддржана од меѓународната заедница. Владата кај нас прави се специјалното јавно обвинителство да не работи. Во другите земји каде што има вакви обвинителства, сите државни органи се должни да соработуваат со нив и да ги почитуваат принципите на Европскиот суд за човекови права. Изјави судиката Маргарита Цаца Николовска во синокешното издание на дебатниот магазин Клик Плюс. Европскиот суд за човекови права има многу одлуки и има богата пракса за примена на вакви снимки како докази. Тука има многу тестови кои што се применуваат. Еден од тестовите е балансирање и одредување во дадената ситуација. Адвокатот Валентин Зафиров смета дека политичарите под притисок се согласиле да се формира СЈ, но сега се обидуваат, како што вели тој, да си го спасат голиот живот. Тој вели дека е добро што голем дел од судиите почнуваат да се ослободуваат од стегите на системот. Тие исплашените со своето молчење и со своето ќутење, обично тоа се просечни судии, со своето ќутење се соизвршители на криминалот што го прави извршната власт. И адвокатот Александар Наков смета дека најголемите обструкции на работата на СЈ доаѓаат од судовите. Сакам да ги охрабрам, да си го чуват лебот, да си го чуват интегритетот. Тие им требаат на државата. Тие не постојат сами за себе. Тие постојат за луѓето. Меѓутоа, мора да знаат дека на крај краишта тие се за тоа и платени. Соговорниците се согласија дека не е случајно што само во Македонија власта и редовното обвинителство се против разоткривање на криминалот на поедини владини функционери. Жителите на Гевгелија утре на референдум ќе одлучуваат дали се за или против отворање рудници на територија на општината. Најавите се дека меѓународни компании од Канада во изминатите 4 години добиле концесии од владата за детални геолошки истражувања на 2 локации на падините на планината Кожув. И граѓаните на Кавадарци сакаат да се изјаснат на референдум дали сакаат рудници на истата планина. Тие предупредуваат дека не сме да се запостави фактот дека 70 до 80% од територијата на планинската оаза на Кожув припаѓа на општина Кавадарци. Под истата закана се и жителите на Валандово, каде што компанијата Сардич доби 35 годишна концесија и треба да започне со вадење бакар. Тамошните активисти најавуваат протести, а не се исклучува и можноста за референдум по примерот на гевгеличани. Тоа беше информативниот магазин АТВ 21. Останете со нас, имајте пријатна вечер.